Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес продолжуваме со проучување на Евангелието според Јован. Се наоѓаме во глава 12 од оваа новозаветна книга. Ако имате Библија со вас, отворете ја на тоа место. Ако сте во можност, многу е важно да ме следите со Библијата во раце, бидејќи тоа ќе ви помогне подобро да го запомните она за кое зборува. Исус оди на гости во Витанија. Во овој дел од Евангелието е запишана посетата која ја најави в претходниот пат. Исус дојде во домот на Лазар, Марта и Марија во селото Витанија. Од самата посета можеме да научиме многу нешта, а едно од најважните е дека преку неговата служба Исус стави силен нагласок на домот и семејството. Во Евангелието според Јован, тој ја започна својата јавна служба со чудото на свадбата во Кана Галилејска, а ја завршува со посета во домот на неговите пријатели. Господ Исус стави особен нагласок врз домот и семејството и секој христијански дом и семејство се благословени од Бог. Ке почнам со читање на глава 12. Забележете колку е прекрасна сцената опишана во првите 3 стихови. На 6 дни пред Пасха дојде Исус во Витанија, каде што беше умрениот Лазар, кого го воскресна од мртвите. Таму му приготвија вечера и Марта послужуваше, а Лазар беше еден од оние што седеа на трпезата. А Марија зеде литар чисто скапоцено миро, ги помаза нозете Исусови и ги избриша со косата своја нозете негови, а куќата се исполни со мирис од мирото. Ова е навистина прекрасна слика. Исус вечераше со неговите пријатели во Витанија, а вечерата се одржа во домот на Лазар. Забележете кои 3 личности се присутни. Прво, Лазар кој беше воскреснат од мртвите. Тој има заедништво со Исус. Токму тоа е сликата која Исус сакаше да ја представи кога рече дека е воскресението и животот, и дека секој кој верува во него, дури и да умре, ќе живее. И ние денес имаме заедништво со Христос поради духовното воскресение кое тој ни го даде. Ние сме грешни и бевме мртви во нашите беззаконија. Не го познававме Бог, ниту пак имавме заедништво со него. А Исус и рече, кој верува во мене и да умре ќе живее. И секој што живее и верува во мене нема да умре довека. Исус духовно не оживеа и затоа можеме да имаме заедништво и да општиме со него. Покрај Лазар, новаа вечера беше присутна и Марта, која послужуваше. Колку прекрасна личност! Секогаш кога читаме за Марта во Евангелијата, таа им служи на луѓето околу неа. Тоа беше нејзиниот дар, а тоа е дарот кој Светиот Дух им го дава на мнозина денес. Тука е и Марија, која седеше крај нозете на Исус. Таков треба да биде секој дом. Во него да има луѓе кои имаат заедништво со Исус, кои му служат и кои седат крај неговите нозе. Ова сум го кажал многу пати низ годините, но сепак денес ќе го повторам. Црквата започна во еден сосема обичен дом. Бог навистина го цени домот и го благословува, ако луѓето во него му веруваат и му се посветени. Денес има многу цркви кои го напуштаат Божиот пат, и како такви веќе не се место на кое луѓето можат да имаат длабоко заедништво и благослов од Бог. Во многу од тие цркви се уште се случуваат некакви активности и навидум изгледа дека се живи, но тие се духовно мртви. Во текстот читаме дека Лазар имаше заедништво со Исус, откако претходно беше воскреснат од мртвите. Марија седеше крај неговите нозе и учеше од него. Ако сакаме да имаме заедништво со Исус, мора да го признаваме како наш Спасител и да растеме во благодатта. Токму тоа го правеше Марија. Седеше крај неговите нозе, а тоа е место на подчинетост. Од друга страна, Марта ги послужуваше. Денес има многумина кои зборуваат за тоа колку е важно да се има заедништво со Исус и да се учи од него, но релативно малку се вклучени во служба. Сите 3 аспекти се од суштинска важност и треба да бидат присутни во црквата: заедништво, учење и служење. Јован го насочува нашето внимание кон Марија, која ги помаза нозете на Исус и ги избриша со нејзината коса. Како резултат на тоа, куќата се исполни со прекрасен мирис.
Некои луѓе велат дека овој настане всушност ист со оној во кој една проститутка ги изми нозете на Исус. Убеден сум дека тоа не е така. Вистина е дека двата настани имаат неколку допирни точки, бидејќи во двата настани жена му пристапува на Исус и ги мие неговите нозе, но тоа не значи дека станува збор за сосема ист настан. Тоа што Марија го направи беше вид на подготовка за смртта и погребот на Господ Исус Христос. Еден од учениците негови, Јуда Симонов Искариот, кој подоцна го предаде, рече: забележете како Јуда го откри своето вистинско лице. Зошто не се продаде ова миро за 300 денарии и тоа да се раздадеше на сиромаси? Ова тој го рече не дека се грижеше за сиромасите, туку зашто беше крадец. Тој го чуваше ковчежето и крадеше од она што пуштаа во него. Ова е многу соодветна слика на Јуда Искариот. Тој беше благајникот на групата и воопшто не му беше грижа за сиромашните. Единствената личност за која се грижеше беше самиот тој, а беше и крадец, зашто од време на време земаше дел од парите. Тој сакаше парфемот да се продаде и парите да се раздадат на сиромашните, за да може да земе процент од тоа. Еден од најважните тестови за христијаните е тестот наречен пари. Еден од главните тестови за црквата и христијанските организации е нивното управување на финансиите. Кога некој донира пари за одредена цел, дали тие пари се користат за тоа или за други потреби или желби? Токму тоа го правеше Јуда Искариот. Кога некој ќе донираше за службата, тој земаше дел од парите за себе. Јуда не беше човек со искрени намери и затоа Јован го нарекува крадец. Стихови 7 и 8. А Исус рече: оставете ја, таа го запази тоа за денот на мојот погреб, зашто сиромасите ги имате секогаш покрај себе, а мене ме немате секогаш. Марија го подготви Господ Исус за погребот. Иако апостолите беа со него веќе 3 години, тие се уште не сфатија што ќе се случи неколку дена подоцна. Од друга страна, Марија беше поттикната да го направи ова дело за Исус, а самиот тој ја пофалува и кажува дека направи добро дело, бидејќи разбра дека се наближува неговата смрт. Мирисот од мирото не само што ја исполни собата во која вечераа, туку го исполни целиот свет, зашто за неја се зборува во сите краеви на светот. Видете каква разлика има помеѓу неја и Јуда Искариот. Ова на некој начин е средба помеѓу светлината и темнината. Јуда е слика на темнината, а Марија на светлината. Таа знаеше дека Христос ќе умре, а другите воопшто не сфатија што се случува. Стих 9. Мнозина од јудејците разбраа дека Исус е таму, па дојдоа не само заради Исус, туку да го видат и Лазар, кого тој го воскресна од мртвите. Овие луѓе беа љубопитни да видат што се случи. А првосвештениците се договорија да го убијат и Лазар. Од друга страна, религиозните водачи сакаа да се ослободат и од Лазар, зашто мнозина од јудејците се издвојуваа поради него и веруваа во Исус. Сметам дека верата за која пишува Јован во овие стихови е слична како онаа на почетокот од Евангелието, каде пишува дека додека беше во Ерусалим, мнозина поверуваа во него. Не станува збор за спасоносна вера во Исус, туку вера која се заснова врз чудата кои ги правеше тој. Би рекол дека тоа беше вера заснована врз љубопитност. Мислам дека повеќе беа заинтересирани да го видат Лазар, отколку да го следат Исус. Исус влегува во Ерусалим. Со чувства на победа или со чувства на тага? Слушнете што пишува во стиховите 12 и 13. На другиот ден, мноштвото народ, кој беше дошол на празникот, кога чуја дека Исус доаѓа во Ерусалим, зедоа палмови гранчиња и излегоа да го пречекаат, и викаа велејки: Осана, благословен е кој доаѓа во името Господово, царот Израелов. Претходно спомнав, но сакам да повторам, дека настаните за кои читаме се всушност последното јавно појавување на Исус пред да биде осуден и распнат. Влезе во Ерусалим и народот му направи пречек како на цар, но по неколку денови голем дел од нив го отфрлија. Со овој настан и околностите поврзани со него, заврши јавната служба на Исус.
Од сега натаму ќе ги поучува само апостолите, кога ќе биде насамо со нив. А Исус, откако најде едно, седна на него, како што е напишано: Не плаши се, ќерко Сионова, еве, царот твој иде, седејќи на магаре. Влегувањето на Исус во Ерусалим не беше триумф, колку што беше исполнување на пророштво кое беше дадено векови претходно. Стих 16. Но учениците негови не го разбраа. А кога се прослави Исус, тогаш се сетија дека тоа беше напишано за него и дека тие му го направија тоа. Тогаш се сетија дека тоа беше напишано за него и дека тие му го направија тоа. Кога се сетија? Откако Исус се прослави. Се до неговата смрт и воскресение, апостолите не знаеја што е значењето на овие настани. Стих 17. Народот, то беше со него кога тој го извика Лазар од гробот и го воскресна од мртвите, сведочеше. Луѓето за кои читаме во овие стихови беа љубопитни и сакаа да бидат во текстот на станите. Нив ги интересираше тоа што се случи со Лазар. И причината зашто дојдоа беше да му аплаудираат на Исус. Како што можете да забележите, Господ Исус не ги поучуваше. Затоа и го пречека народот, зашто беше чул дека тоа чудо го направи тој. Луѓето дојдоа таму поради чудото кое се случи. А фарисеите си велеа меѓу себе: Гледате ли дека ништо не помага? Ете, светот тргна по него. Ова е еден од моментите кога непријателите признаваат од Исус има големо влијание. Ако сакаше, Исус можеше да биде зацарен, но наместо тоа, тој се одлучи за крстот. Ако не умреше на крстот, јас и вие немаше да имаме можност да бидеме спасени. Причината зашто умре беше за да не спаси. Самото влегување во Ерусалим, според мене, воопшто не беше триумфално, бидејќи пеењето и посветеноста на народот траја многу кратко. Уметникот Доре на прекрасен начин го има насликано распнувањето. Според мене станува збор за една од најубавите слики, кои многу добро ја доловуваат смртта на Господ Исус Христос. На сликата има 3 празни крста и во позадината има едно магаре кое пасе трева. Токму тоа се случи неколку дена откако Исус влезе во Ерусалим и луѓето му пееја песни и го нарекуваат цар. Дел од оние кои пееја Осана неколку дена подоцна извикуваа Распни го, а некои од нив и молчеа додека другите бараа да биде распнат. Кога го распнаа на крстот, никој не го следеше, бидејќи се плашеа. Го положија во гроб, но на третиот ден воскресна. Народот му пееше додека влегуваше во Ерусалим, но неколку дена подоцна кога беше уапсен, никој не се осмели јавно да застане на негова страна. Средбата на Исус со грците. Во следните неколку стихови ни е опишана уште една интересна ситуација. Меѓу дојдените за празникот на поклонение имаше и некои елини. Тие пристапија кон Филип, кој беше од Вицаида Галилејска, и го молеа велејки: Господине, сакаме да го видиме Исус. Дојде Филип и му кажа на Андреј, а Андреј и Филип му кажаа на Исус. Генерално гледано, Филип беше еден од потивките апостоли. Тој истрча кај Андреј и му кажа: дојдоа некои елини кои сакаат да се сретнат со Исус. Двајцата отидоа кај Исус и иако не го пишува тоа во Евангелието, сигурен сум дека Исус ги прими и разговараше со нив. Исус пак им одговори велејки: дојде часот да се прослави Синот човечки. Исус се наоѓа во сенката на крстот. Свесен е дека дојде неговиот час. Кој час? Станува збор за главната причина поради која дојде од небото на оваа земја. Причината поради која дојде од вечноста. Дете ни се роди, син ни се даде, напишал пророкот Исаија неколку векови пред овој момент. Ке се сетите дека на почетокот од неговата јавна служба, Исус и рече на мајка му: мојот час се уште не е дојден. А сега вели: дојде часот. Кој час? Часот да биде предаден и распнат на крст. Елините, односно грците, сакаа да го видат Исус. Зошто? Најверојатно, зашто дознаа дека тој го воскресна Лазар од мртвите.
Тие сигурно не знаеја дека Исус ќе умре на крстот, но наскоро ќе дознаат. Римската пракса на распнување на крст било срамен чин на погубување. Во поновата историја, бесилката, електричното столче и гасната комора се користат за исти намени. Во Филипјаните 2.8, апостолот Павле пишува дека Исус беше понизен се до смртта, дури и до смрт на крст. Зошто? За да не ослободи од проклетството на законот, кој стана проклетство за нас, бидејќи е запишано: проклет да е секој кој виси на дрво. Потоа, на третиот ден воскресна од мртвите. А гледаме дека Исус Христос, кој за кратко време беше поставен пониско од ангелите, поради претрпената смрт, беше овенчан со слава и чест. Та, по Божјата благодат, тој да вкуси смрт за сите. И Исус, кој поради неговата идна радост претрпе крст, занемарувајќи го срамот, и седна од десната страна на престолот Божи. На крстот на Голгота можеме да ја видиме Божјата слава. Тоа беше часот во кој се прослави Божиот Син. Се прослави преку смртта, но 3 дена подоцна и преку воскресението. На крстот на Голгота добиваме милост и простување, и тоа е од суштинска важност за секој од нас. Тоа е она кое Господ Исус сака да го каже во овие стихови. Вистина, вистина ви велам, ако зрното пшенично што паднало на земја не умре, останува само, а ако умре, ќе донесе голем плод. Ова е прекрасен принцип. Кога зрната се садат во земјата, без разлика од каков вид се, оној кој ги сади не може да ги види, зашто се закопани. Кога ќе бидат закопани, зрната умираат, но потоа раѓаат голем плод. Ова се однесува на неговата смрт и воскресение. Откако Исус умре на крстот и беше закопан, тој воскресна и донесе голем плод. Спасение на мнозина, меѓу кои сме вие и јас. Многумина денес мислат дека го виделе и дека го познаваат животот на Исус само зашто слушнале за него или ги прочитале Евангелијата. Французинот Ренан, голем скептик, го напишал делото Животот на Исус. Првиот дел од книгата е историски, но кога дошол до оној дел каде требало да даде толкување на животот на Исус, тој почнал да пишува бесмислени нешта кои немаат никаква поврзаност со животот и службата на Господ Исус. Очигледно е дека не го видел и запознал Исус на вистински начин. Секој кој вели дека го познава Исус и вистински знае за него, треба да биде свесен и да верува дека Исус умре и воскресна за да ги спаси грешниците. Тоа е вистинско познавање на Исус. Да се верува во неговата смрт и воскресение. Се додека ја немате таа вера, не можете да кажете дека знаете кој бил Исус. Тој го даде својот живот, за вие и јас да можеме да добиеме простување на гревовите и вечен живот. Тука ќе го завршиме денешното проучување. А следниот пат ќе ја завршиме глава 12 од Евангелието според Јован. Како што можете да забележите, станува збор за текст кој е навистина богат со духовни вистини. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.